konkretno. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно. Ние сме во хотел Лимак, а вие сте на Телма. Денешната тема е: што значи денес да се биде јавна личност во земјава? Дали тоа е привилегија, чест, обврска, напор или пак локација за лечење на нечии фрустрации? Дали тоа што јавните личности ги пуштаат преку ред во банка носи повеќе гнев или повеќе убави моменти? Може ли на сценава да се опстои без скандали, без местенки, без провокации и без голотија, само со сопствениот труд и со сопственото докажување? Или пак не е важно што се пишува, туку важно е сликата да биде што е можно поголема и вие да изгледате што е можно поубаво? Дали порано, заради весниците, насловните страници и папарацо фотките, беше многу полесно да се препознае која е вистинска звезда. А денес со интернетот се е измешано. Не се знае ниту кој е јавна личност, ниту кој е познат, нити пак кој е звезда. Во денешнава епизода имам гости, јавни личности. Дел од нив долго време се присутни на естрадава и тоа без ниту еден скандал. Имам еден гостин кој што беше задолжен за креирање на скандали и папарацо фотки и имам едно момче кој што пак во наследство доби едно име, а дали тоа значи и добивање на одговорност, сега ќе ни каже. Еве кои ми се гости. И име, и стас, и став, и појава, и убавина, и достоинственост, и женственост. Таа е мајка и сопруга и успешна во своите професии. И како манекен, и како модел, и како спикер. Скандалите ја одминувале секогаш. Дали тоа е по нејзина заслуга, или новинарите имале почит? Светлана Црнокрак. Тој беше уредникот на Свет, во тоа време не така омилена личност кај јавните фаци. Ама факт е дека со неговиот избор, кој да биде на насловната, популарноста на појавените и те како растеше. Сега е малку поумерен, па е посветен на магазинот Убавина и здравје. Александар Наков. Нема кој не го знае од младо до старо, од земјава и од странство. Една песна го направи вечно да трае. А колку тоа е пречка да се направат други хитови или е неверојатна привилегија, ќе го прашаме човекот кој веќе 45 години е на сцената, без ни еден скандал. Джокси. Да наследиш име на човек кој важел за бренд во светот на диџеите, со свој белег, своја историја и своја мисија, е добра привилегија или е одговорност која прави притисок и голема обврска? Ќе го прашаме диџеј Бабура Джуниор. Само нека прозвучи нешто конкретно. Драги гости, добре ми дошле. Добре најдовме. Како сте ми? Евентуално. Евентуално, а? Добро. Имаме една дама, тоа значи дека вие ќе бидете джентълмени? Се разбира. Месецот е таков. Да. Нели? Ноември посебно. Добро, не знам. Затоа што имавме еден креатор на скандали, не знам колку може да биде джентълмен кога станува збор за таа бранша. Наков? Да, повелете. Ќе бидеш джентълмен? Да, секој сме биле. Добро. Прво ќе почнеме од дамата. Светле, значи ниту еден скандал. Дали тоа значи дека сама си се заштитила доволно, новинарите те почитуваат или не знам, имаат страф од Мики? Па не знам, тоа можеби е, ќе кажам пак до човекот индивидуално кога ја избрав оваа професија, кога почнав нели да ја градам својата кариера уште на почетокот и кога ќе направам една паралела како функциониравме тогаш, како се функционира сега, тогаш беше навистина потешко. Многу потешко за да станеш познат, за да станеш јавна личност, не постоја социјалните мрежи. Буквално секој настан беше проследен само од дали тоа се телевизии, дали се тоа некои печатени медиуми кои што подоцна нели ќе го објават тоа. И некако беше, не знам, функциониравме многу поубаво, посигурно и останавме онака на врвот како звезди. Зборам во множина за оние, да. И одлично и во ова време сега. Во ова време е сосема нешто друго. Затоа што имаш 31 година. -2, така нека. Благодарам.
Така да, може, пак ќе кажам, тоа е до личноста. Јас себе си не се гледам како скандалозна личност. До сега не сум имала некои скандали, да кажам, озборувања, да, секоја јавна личност нели е мета на озборувања, дали се тоа позитивни, негативни. И нормално, секоја јавна личност треба да биде подготвена што ја очекува веќе кога гради своја кариера и дека ќе биде мета на тие пречки, озборувања, напади, да кажам. Меѓутоа, ете, сега за сега добро се носам држиш и така. се надевам ќе биде и така. Мики, тука нема влијание? Па секој за себе, меѓутоа заедно како Дали не делува страшен, тоа сакам да кажам. тој случај, па не. Не, добро. Наков, добар си? Супер, да. Добро. Згасна, значи, таблоидните медиуми во Македонија, не постои ниту еден, нели? Не, напротив, ја мислам дека постои многу. Интернет. Да, Меѓутоа, оние пишаните не постојат. Ние ако бевме единствени као таблоиден медиум, и сите тие новинари некако не критикуваа, вие сте премногу жолти, така. пишувате се и се, што денески им викам, тоа што не критикувавте се, вие го правите за кликови. Ние тогаш го правевме за тиражи и имавме многу големи тиражи. Сега се сменија комплетно работите, значи технологијата отиде до таму да веќе не се знае како се користи. Јас се сеќам кога моите почетоци, што јас започнав во Вест, бев на самиот почеток, потоа преминав во Вечер. Се сеќам кога дојдов во Вечер, тогаш ми рекоа, еве ти Александар апарат, идеш на Охрид Фест. Викам, супер Охрид Фест, и викат, овде имаш филм, вика, со 5 пози. Викам, 5 пози? Вика, да, и сликав и само една слика се појави, другото беше све црно, жолто, такво, и една слика, и таа една слика беше доволна да стават во магазин. И сега, знаеш, кога ќе видат мобилен телефон, значи за едно селфи луѓето се слика 30 пати за една фотографија. Тогаш пишувавме на машини куцачки, уште имаш онака так, и си сгрешил 2-3 букви. Чекај, ти толку си стар? Да, јас имам 43 години, почнав на мои 17 години. Добро. Така да тоа го фатив, така да кажам, една година, кога беше баш на старото новинарство, и се сеќам еднаш кога земав некој изјава, пример рече земи 2 изјави од познативи личности и она вртиш на фиксен телефон, викам ако може изјава да земам, за Џафер се сеќам први ми беше он, и ми викаат, ама господине не е тука, вики излезам до продавница. Викам, ќе може ли да му се јавите кога се врати? Вика, да, секако. Спушташ и чекаш половина сат да се врати. Му звониш пак. Каде? Па не, дојде излезе. Како да го најдам, знаеш? И после се појавија тие пејџери, што малку ни олеснија работата. И тогаш можеш да пратиш порака, знаеш, онака ве барам господине за некаква изјава. И тоа беше, знаеш, кога ми раскажам сега на луѓето што работат ке мене, онака да ме гледат како функциониравте, дека што правевте, вика, со странските слики, например Дженифер Лопес како ја објавувавте. Викам, имаш една архива метална, викам 30 метра и одиш и викаш на таа Светле се викаше архивката. Не е нашата Светле. Да, ми треба една фотографија од Дженифер Лопес и она вадеше овака во архивата, имаше фотографии од сите и сечоци од магазини, некои странски. И ти ќе земеш фотографијата или например од Светлана или од вие постариве да речеме, ти ја земаш таа фотографија што сакаш, ја ставаш на листот кај што ти искузан текстот и одиш кај преламачот, дизајнерот ти му оставаш и оно таа фотографија после ја ставаш во магазин. И тоа беше, како ви кажам, онака едно, и таа архива ичезна, јас многу сакав после некое време, сакавме да ја купиме, да откупиме некако, ама Има време, чекај да те прашам сега, пошто нели за скандали Сам да кажам, да, технологијата како се менуваше и поимот за скандал и новинарството и све. Има ли, Наков, некој скандал кој што го знаеш, а не си го објавил, и имаш ли некои баш онака експлицитни фотки кои што не си ги објавил, а ги поседуваш? Да, значи многу имаме експлицитни фотки што не сме ги објавили, од таа причина што викаш дека џентлменство, значи најако сме застанали се викаме За никој од нас немаш такви фотки, нели? Да, немаш. Немаме од вас, меѓутоа имаме многу како да ти кажам. И што ќе правите со тие фотки? Може да не ги даеш? Пола се може, не е проблем. Да? Забава. Забава. Што пари се А некој скандал знаеш скандал Да, некој? значи сме имале скандали, сме имале Што не си го објавил? Да. Да. Значи постоело и така Кој? некое. И најчесто тоа се случаи кај што на пример ми се јавувале преходно стално така си имам некоја комуникација со познатите, сме викал, слушај, ако дојдете вие ми кажете и ме замолите на пример да не се објави периодов или ова, јас нема да објавам. Меѓутоа ако дознам сам ќе објавам. И имало такви ситуации и многу често, знаеш, сме биле онака ако ова го објавиме, што добиваме? Мислам,
Па, што викаш, новинарската етика, човечноста Човечноста. или професионалноста? Да, знаеш, повеќе гледаме дека тој трач, да речеме, или таа приказна, тоа најчесто биле приказни, вистински не биле измислени, тие најмногу сме измислувале во договор со луѓето, не сме измислувале ние, сите ќе не речат, нешто све измислиле и ќе не критикувале од после луѓето, меѓутоа ние сме имале договор со нив. Ние ќе напишеме тоа и тоа и тоа, а ти после коментирај и негирај. Добро, ќе Не стигнеме тужи до само. демантите. Се отвори на почеток све да кажеш. 45 минути ми трае емисијава. Ти што мислеше на почеток да Да, се кажам, па ќе си побрзо да одиме? завине, да. Не. Сега одам кај Джокси. Джокси значи Наповедете. 45 години на сцената, Добро, 66 полни години. точно. Така, добро. 11 октомври, 11 октомври, што? Да. Датум на раѓање? Да. Добро. 66 окей. години. Сега, дали... СС. Добро. Дали понекогаш ти е криво што ете те памтат само по една песна? И покрај тоа што си имал и успеси, Не, и во никој случај, затоа Не? што таа песна направи едно сосема друго. Ме стави во сосема некои други рамки. Значи, 80-тите години сум свирал едно, сум створил на друг начин, а веќе 90-тите кога дојде Великденот, значи се имам еден жиг. Значи ти си вели, зашто не направиш некое слично на таа? Божик. Божик или не знам Ајде што. за Божик да направиме песна. Негде 93-та година имаше еден Интерфест фестивал во Битола. И на тој фестивал Костадин Костадиновски вика, слушај, вика, оваа песна прво место зимаш само за тебе. Песната се викаше Празнична и од 1 јануари до 31 декември сите празници наредени. Што како се вика верски, што државни. Да. Значи, Јас се извинувам на дечките што ја направија таа песна, меѓутоа беше многу долг текстот и јас изгубив во него. Така што еден дел Чекај, од почнеш песната од Митров ден, па идеш Свети Никола. од нова година почнеш Календарски. Па календарски. од 1 јануари почнеш па све до 31 декември. И сите Значи они поред. се опфатиле тука. Добро. Поентата ми е што не можеш секој ден да направиш таква песна. Ама ти од 90-та без разлика година кој до празник сега? да земеш. Од 90-та година до сега никој никогаш не направил таква песна. Па и да е направи, не, имало обиди, правеле, меѓутоа, да кажеме, не добила толкава популарност како ова. Не е секој ден Велик ден. Не, Констатираме. јас кажам. Готово. Одлично. DJ Бабура јуниор. И јас како Джокси повелете, Да, и вие имате 66 години. па делено на 2. Добро, тука некаде. Можеш ли да ми кажеш како се викаш, затоа што сите те знаат како DJ Бабура Па да, многу јуниор? ретко и од луѓето знаат како се Ајде. викам. Јас сум Јован Петрески. Да, без В со тврдо К. Добро, Јован, да ти се обраќам со Јован или со DJ Бабура јуниор, многу дугачко ми е Како тоа. љубите така? Бабурче. Бабурче. Има многу јака анекдота со тоа. Ајде. Имаше фрки малце во средно. Се запознаваме втора година средно, професорот се ја не дека да изголувам мангуп нешто, ма така ми дојде ми вика, Јован, како се призиваш ти? Викам Петрески, без В, викам со тврдо К. И тука настана хаос. Кај Со да тврдо видиш, К, кај ама си го некако се кажал. извади после тоа. Добро. Сега диџеите во светот се многу познати, нели? Како се Добро. вреднува кај нас за тоа кој е некој добар диџеј во однос на тоа колку го плаќаат или во однос на тоа колку публика може да собере? И ти каде си? Каде сум јас? Јас сум во Македонија. Фала многу. Не те препознав. Па, мислам дека највеќе се вреднува по тоа колку аудио записи, колку траки имаш оставено позади себе. За време на коронава го искористив малце повеќе слободното време, освен тие лајв настапи што ги правев, завршив курс по продукција. Да, 15 месеци беше курсот, така да имам сега нешто во позадина, но све си викаме некако да дое право време уште го чекаме. Онака во фиока две си стојат, ама мислам дека здравје набрзо ќе А биде. заработката се плаќаат многу диџеите? Па сега зависи кој како. Па за тебе зборувам. Па, јас сум задоволен. Јас сум задоволен. Значи да. се живее од Да, диџејството. да. Добро. На почеток сум задоволна од вашите одговори. Сега, затоа што немате скандали, дали може сега јас
да ви кажам некои наслови, измислени наслови се, а вие ќе ми кажете дали треба да се демантира, не треба да се демантира и дали можеби, пошто некогаш измислените наслови може да ви донесат и, не знам, поголема публика, па не знам, па може и пари да ви донесат повеќе, нели така, наков? Значи зависи од насловот, односно од текстот, некој си заработил, така, и станал популарен. Ајде вака, ја читам, Светле, прво за тебе. Дали ќе демантираш или ќе молчиш? Светлана Црнокрак наплатува 900 евра само за да се појави на писта. Па сега, и да и не. Значи ќе демантираш или ќе си чутиш да си помине насловов? Па може. Нема да се кјутам нека помине како така, бидејќи тоа е наслов кој што не е скандалозен и има зашто наплаќам 900 евра, да кажеме. Добро. А колку наплаќаш? А како Ќе се кажа? договориме после. Добро, тоа е секој како си се покажал, нели што постигнал. Треба да кажеш поише од ова. Да. Знам, поише од 900. Да. 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 Добро, готово. Имаме прифатен наслов. Океј. DJ Бабура Джуниор избракан од клуб, одбил да исполни музичка желба на девојката на газдата. Ке демантираш или така ќе си пројде Иди, муабетот? доста имало така непристани предлози од Девојките нели- на газдите. па Си бил избркан. никогаш не сум бил избркан. Значи ќе демантираш? Ќе демантирам, Не го прифаќаш да, ова? не. Добро, океј. Уредникот на Свет нападнат, напишал текст кој разлутил познат бизнисмен. Наков? Вистина? Не еднаш? Да? Да. Кој и колку пати? Па многу. Различни, значи ние... Различни, а ти секогаш истиот. Да. Јас секогаш изот различни. Гледај, ние... Јас сум имал 13 тужби. 13. Да, 13 тужби, сите ги имам добиена и сега пред некоја година, 2-3, имавме тужба во нашиот медиум за фотографија една и 14 и викам на адвокатката, викам, ќе изгубиш и оваа тужба. И така да кога сите портали бевме тоа едно масло беше така смислено и не тужа вкупно 14 портали за за Џони Штулич фотографија. А, добро. Странство стигнал. Ние првија добивме и после нашиот терк после сите други ја добија. Добро, а Дотичната чекај, за особа. нашиве бизнисмени ме интересира. Тоа странскиве Да. Те нападнале и физички или само Значи, вербално? физички, вербално повеќе. И што Една ти ситуација вика? имавме и закани со пиштоли и такви ствари. Не. Тоа, Сериозно? Да, сериозно, да. И И што овие прави? тужбите другите. И што правите во тие моменти кога се случува така? Па ние имавме едно време и обезбедување наше. Лично идеше со нас на настан и беше стресна работа, ја многу кога имавме 8-9 новинари во свет во тогашната редакција и онака ќе за магазинот и ја доаѓам и гледам мирно, никој ништо, сите си джаџамаџа и викам вие сте направиле лош магазин. И онака ги критикувам, демек зашто уредничо, викам како може никој да не ви се јави? А, така ли? Значи кога ќе излезе магазинот мора да ви се јават, викам 7-8 луѓе, знаеш, за Да ве за на таква тепаат два ситуација. тројца и знаеш дека е успешен веб Една од ситуациите изданието. беше многу смешна, излагаше магазинот точно на 1 април и мене ми дојде идеја, вика мајке ми се јавиме на познатите личности и ќе речеме дека сме добиле порнографски материјал од нив. И да видиме кој ќе коментира. И ние го снимаме тоа телефонски, се јавуваме она, некој прифати, некој се издаде, некој рече, такви работи. И го објавуваме ние тоа, ама пред да излезе и ми се јавува едниот новинар, Васко Спацовски, мислам тој колега кој што работи кај нас уште, и ми вика ме киднапира. Викам како те киднапира, викам се ми се јавуваш. Вика еве 10 души ме држат, вика ќе дојдат до канцеларија, дали да им кажам што ово она, викам не оди, викам на некое јавно место. Сериозно? Да, викам на некое јавно место да знаеш, ако настане нешто, барем на јавно место да биде целата работа. И така, некако и се случи, ја решивме таму на... Ама сериозно беше киднапиран? Да, и мене имаат киднапирано. Тебе ти имаат киднапирано? Да, со други, се викам Васе, а беше Спасе, Рола, што е сега. Јој. Да. А со багажник? Не. Не, у кола не стаја, кола не не сопре, него влези позади и не однесе у кафана и тука извадија пиштоли и почна да ни се занесуваат, сега ќе го убиеме, сега ќе направиме ова, сега ќе направиме ова, сега ќе направиме. Ова се скандали. Да, мислам ја тоа сум Па ти зборувал си човече со многу големи трауми. Може да предложам ние да си ја заменеме до ти остани тоа не го правиме. На исповед ми дошол. Не, имаме. Пред врата се те чува Имаме доста имавме, стварно доста имавме, ами знаеш, она ќе отрпнеме.
Или на суд кога идат новинари почетни, едам со нив и онака идат прем бледи, као се качуваат у судницата, знаеш, бледи, на крај после седмото рочиште ги имаш со селфи сликање после. Ја, добро. Чекај да продолжам со насловите. Ти си Да, значи потврдено. Нема побавака мирен да си седи. Джокси, за тебе насловот. Иселеник од Австралија му платил 3000 евра на Джокси да му ја пее цела вечер на Великден. Ке демантираш или ке се ќутиш? Не, ќе демантирам настанот, меѓутоа нека викне. Зашто да демантираш, па може некој ке наплати, ке Па ти не, даде уште тоа зберам, повеќе. да. Не се случило до сега некој да излезе со таква некоја желба. Ни 100 евра, не се во прашања, не 3000. Стварно? Добро. Наслов: се здебелила Светлана Црнокрак. Има такви наслови. Па, до сега не сум имала таков наслов, меѓутоа не е некаков страшен наслов и да е, тоа е дел од секојдневието, Нема поготово да да на една демантираш. жена, да, така да не го да и да е ништо страшно. Одлично. Диџеј Бабура Джуниор, најскапо платен диџеј во земјава. Ке си премолчам. Те ќе си преви. Добро е. Океј. Добро. Ајде сега да го одговориме првото прашање, што значи да се биде јавна личност во Македонија. Дали е тоа привилегија, дали е обврска, дали понекогаш ви е напор, дали си привилегиран, дека си познат, дека си Джокси, не знам кога влегуваш во маркет, кога влегуваш во банка. Зависи како... Кај полицаецот, чичко полицаец, Зависи не каде ме си. памтиш? Зависи каде. Во полиција нема привилегии. Нема? Да. Дури на неколку пати ме фатија со кола брза вожња, нема, платив казни, дури ми ја зема и дозволата. Не се, оке, тоа си е се вред. Највеќе привилегиран си на пазар кој ќе отидеш. Да? Тогаш сите сака со тебе да направат муабет, идеш од тезга до тезга, значи идам од 9 сат, се враќам у 12:01. Ти ставаат нешто плюс? Не. Или ти крадат од тоа? Не. Ствари, да. Зависи како кој. Да, еве земи и уште ова. Земи Ова коренчево, Јуто да, пиперче. коренчево, да. Меѓутоа, тоа пак све со Ти све со наплаќаат поскапо или ти даваат попуст? Тоа ми е малку и незгодно, затоа што многу мина и ми кажа, слушај, ова е вика поевтино за тебе. И така, ја инсистирам за да биде тоа најнормално. Се, у последно време одам со жена ми на пазар, затоа што знае, она е доста строга, одмерена е, конкретна и јасна и нема со неа и само влегувам во месара и сега сите рипат. Джокси! Со жена ми не сум сам. Добро. И тоа е тоа. Добро е. Како е кај тебе? Бабура, тебе те препознаваат, знаат, имаш привилегии некој? Па за сега Джокси додека кажуваше со полиција, Ајде за полиција да се тоа е враќав, мислам дека од Гевгелија беше и на сред автопат ме застануваат. И тој од тие двајцата полицајци, едниот ме препозна, ми кај, ти не беше диџејот, викам да. Ама ја накав као, да, ама ја воопшто немав пиено во мене, ама викам као, да. Аха, добро, окей, ајде да дуваш. Така да, ама и мило ми е што не проаѓа тоа така. Добро. И мило ми е. Тоа би било ептен и сувишно да Да би... на некоја рака, кој ќе кажат, еј, на Джокси му бапнав казна, тоа е за него плюс, затоа што тој ќе го пренесе во станица и командирот ќе му каже браво, а валда ти е, значи, Да. совесно си ја извршил својата работна задача. Добро. Чекај Светле да ни каже, ние жените со Се шармот. надоврзам една случка Кажи. со полицијава. Мене исто така ми се случи, значи направив грешка во сообраќај и ме сопира, јас ги замолив, ве молам, признавам грешка, нели брзам, морам на работа, не ме пуштија, беа млади дечки, не ме пуштија двајца. Ја мислам дека ме држеа повеќе од што е потребно, за да отпосле Сакаат тој во едниот друштво бил убава другар жена на да некој да, бил другар на мој пријател и сега се пренесува муабетот. И као нема врска, казна платив. Има позната, има пари. Тоа беше муабетот, да. И тоа држи вода. Да. Јавните личности обично и по тоа можеби не па и сакаат да не казнуваат повеќе, али како и сите, мислам, ние јавни личности сме, да, меѓутоа функционираме како и секој нормален човек. Значи јас по дома перам, чистам, готвам. А што се однесува до привилегии, па не знам, јас некако ми е непријатно, поготово кога сум во банка или во продавница, јас секогаш си застанувам на ред и чекам. Ми се случува во банка, другар мој ќе ме види, што си застанала тука, дај дојди, не, многу ми е непријатно.
Ама Тоа си знаат го- да реагираат луѓе, не? Реагира, тоа е уште, кога да. си во редот. Лошо, не знам, Па за мене кај е излезе од привилегија. редот и ние сите чекаме. Не, еднаш така мене ме вратија. И што ти А, направиш? меѓутоа, застанав на шалтер за фирми. И таму, да кажеме, тие имат привилегии. И една бабичка се истрча, аман, Джокси, кај ти? Джокси, кај ти? Значи ме знае. И ме влече назад, ама нема. Јас сум наред, не си ти ние. Чекај додека не ти дојде, сега дојде. Значи на Добро, има после- и никој такави, да. Да, и имав таков момент и меѓутоа кога и добро викам повелете, одете на шалтер и се од шалтер ја враќат. Не сте вие, господинот е наред. Не укапира дека за фирма станува збор. А фирмите без разлика во Така, која банка да. да одиш, тие имат првенствено имат првенство за разлика од обичните граѓани. За разлика од оние кои идат на шалтер да вадат, да плаќаат сметки и така натаму. Јас привилегии, за мене привилегија како јавна личност би било понекако, ете, да бидам привилегирана, да бидам повикана на настан, на некој вип гостин, да бидам почесен гостин, на некоја промоција. Еве имав привилегија да добијам стипендија од Универзитетот Скопје да студирам. Мислам, тоа е за мене привилегија како јавна личност. Ова другото некако Да. ми е, да. Ти? Убаво и некојаш Другото е- убава девојка да видиш убаво е да ја пропуштиш. Да пропуштиш од прв. А ја имам интересна Добро. исто случка со тоа. Ајде. Ама тоа во Скопски маркет. Што ти направи? Че онака буквално во редица си стоиме и јас сам не го заприметив, пред мене беше од попознативе, да кажам, попови, сега нека ми извини кога гледа емисијава, не ми текно на името, нели зарно за лошо сите, нали ги знаеме. Добро. Познати. И еден дечко па пред него, и само нека се врти, се сецна и нели го примети му и каде мек Попе демек повели пред мене оди. Како? Као Попе повели пред мене оди. Добро, и? Попов му се врти и му рече, Чедо, не дај Боже пред тебе да одам. Значи, ние во маркет, хаос, и тука хаосом се стишува полека. И јас само вака го гледам пред мене и викам, чекај, Попов пред мене оди. Попе, ја викам, на другата каса ќе одам, викам, седете си тука. Сега рековме со сите тие привилегии кои што ги имавте, ве слушнавме, заклучивме дека има и многу гнев нели кај луѓето, посебно кон јавните ликови, па често се случува нели баш она да бидеш локација кај што они ќе си ги лечат своите фрустрации. Така ли? Што најчесто зборат или што најчесто пишуваат? Ајде, најмладото? Јас? Да. Како викам најмладото? Он? Бабурче. Ајде. Па не знам, јас искрено ти кажам, гледам максимално да сум повлечен скрос на страна. Ти од високо ги гледаш сите, горецо. Што би рекол еден мој пријател ми вика, тебе те гледам, викам мирно си седиш, викам како да не седам мирен, викам ја на стори по Инстаграм, по социјални мрежи само објавувам вечер кај ќе бидам. Ете така, Така да. не навлекуваш гнев со колку Да, си заработил, што си направил и така натаму. Буквално. Добро. Добро, коментари сигурно има, Светле. Има Како реагираш коментари. или не реагираш? Па тоа си го сваќам како дел од секојдневието на една јавна личност. Како велат, позади добар конј прашина се дега, значи тоа е делот од популарноста, дел од јавноста. Сега да не се претерува, барем еве за мене немало некои такви коментари, али има луѓе кои што се ме познаваат, да кажам, повеќе и од себе. Знам да прочитам коментари никогаш така успат кога листам нели на тие социјални мрежи. Имало коментари како најчесто типот дали некогаш оваа жена испрала по дома или направила ручек, нели од што е така средена и од типот не некои страшни коментари, ама да. има. Да нервуваат. Не ме погодуваат на почеток можеби на И ти мојата кариера. следниот ден стап со ручекот да видите само што правам. И после се сликаш со Не, пералната. ако добро е кога има коментари, кога те зборуваат дали у позитива или у негатива, нечи никога нели те Не те забораваат и не коментираат ништо за тебе. Така Сепак ли? е тоа бизнис. Значи кога се коментира е добро. Да, ја тоа Кога пак не се коментира? стојам на тоа дека било каква реклама и негативна е добра реклама и стално со многу луѓе вака оспоруваме, ме оспоруваат во темек не е секоја реклама добра, ја пак ќе речам добра е. Добро, Им дам примери разни. Сликата само да биде убава? Не, гледам пример, еве кај имаше некој таков близок, некој случај, еве на пример со инфлуенсеров Лазаров, кој го гостуваше нели Латас, тоа беше дрве и камења по нив.
човекот од тогаш големи субскрајбери и клиенти и популарност и све. Значи треба да се гради кариерата Точно. на скандали или треба да се гради Не велам, секој си го бира начинот како ќе гради свеж. Пи еден Ламбе Лабаковски кога го запали ова домов стана познат. Ја станав го зезам, го претресувам, викам што преш, викам да не носиш него кантички. Ама сам да кажам, секој треба, не е секој не знае да се носи со тоа. Значи, Не е секој за лошата насловно. реклама, ако ти успеш да ја искористиш, ти ако успеш да ја искористиш, ќе свртиш во позитивна насока. Ако не успеш, ако те погоди тоа, значи може би е лошо. Затоа ќе речеш ти лоша реклама, знаеш, ми упропасти бизнис, ми упропасти се. И ја, например, јавните личности денеска не можеш да ги одвоиш. Јавни личности се сите и тај некоја баба таму внуко што ја снима е јавна личност веќе. Значи се изгуби критериумот кој е нема јавна више личност. кој може да се појави Да. на насловна страна, кој заслужува, нема ни Затоа јас ги делам весници. луѓето на славни и на познат. Значи познат да си, можеш да се соблечеш гол и 7 дена добиваш фотографии и ќе бидеш познат. Не, Ќе те зашто ме пропознаат гледаш? луѓето. Не, добро, не, онака само. А слава е друго. Слава според мене треба да ја заслужиш ако си добар во занаето што го имаш. Знаеш, ако си добар во тие, тогаш си славен. Славен музичар, славен водител, славна манекенка, знаеш. А познат може да биде, јас себе гарантирам дека со 1000 евра и месец дена ќе те направам познат у Македонија. Само толку? Толку. Да собереме? Да, и ќе Добро. бидеш познат, ама нема да бидеш славен. Добро. Кажи ми, дали имало тепачка за насловна страна во убавина и здравје кај вас? Па реално ако видиш дека на насловната страна до февруари не се закупени и имало ситуации кога јас сум се чудел, на пример јас сум викал, знаеш, некој нема да стане на насловна и прв пат ми се случува да доаѓаат луѓе да ми се закануваат зашто овој не е на насловна. Јакам луѓе, ево свет работев со години, ме критикува кога ќе ги ставев на насловна. Сега вие се тепате да бидете на насловна. Има ситуации, буквално ја кога сум се чудел, сакам ја да бидам на насловна и се надавале со пари. И тоа ми се има случајно, и Лицитација. јас вака Лицитација стојам. сега за убавина и здравје. Да. Ке ни кажеш кој? Не. Ама сакам да кажам, имало ситуации, буквално, не, се ние останавме, како да кажеме, ние издаваме повеќе магазини, бодиме некои настани такви ствари. Чекај, пред да продолжиш. Кога се прави таа лицитацијата, парите остануваат кај тебе? Не, ние имаме кај мене, да. Меѓутоа ние имаме ценовник. Значи ценовник според тој И сега ценовник. едниот вика ја давам 500 евра, другиот вика 1000 евра Ја и ти си ги викам, собираш. Снеже платила пред тебе. Те Снеже плати. Колку платила Снежа? Колку платила? Снеже ќе платам Тие дупло. 3000 што Джок си ги заработи у Австралија. Ама тоа е истото, на пример, и Диџе Бабура, ако договори тезга за 300 евра, лупам, не знам, Не може диџеј Бабура да биде на насловна? ако му побарат 600, он веќе има закажано неферски, он да откаже, така? Не, чекај, дали може да биде диџеј Бабура на насловна на убавина и Може, здравје? зашто? Може? Може. Дали Не. сите? Чекај, дали сите што се на убавина и здравје мора да бидат и убави и здрави? Повеќето мислам дека не се здрави, али убави се. На насловна. А зошто, например, јас тоа не го разбирам, еве, например, надвор, на светски рамки, зошто за да си на насловна на јавната личност, они им плаќаат пари, кај нас е обратно. Да, Тоа. Тоа сакав баш да го... Ја имав случај, Плейбој кога преговаравме за И, Плейбој чекај да конкретно. Аце, и не само насловна, и И гостување вака во гостување, емисија. добро. Сега вие нешто. Извинете, на крај ја ќе ви платам, имам публика ваучери. плаќа. Да И публика, знаете дека е точно. така. На крајот ќе ви Така е. платам. Значи се плаќа и публика, и гости, и све. Се плаќа. Например, тоа кај нас веќе почна, не знам колку јасно Еве, дали од да викнеш почната познати сум. личности на некој ивент видите? ти барат пари. Еве ние имаме проблем, организираме настани за некои компании и ми викаат сакам тој. И ја му викам толку учини. За што учини толку да дојде Джокси кај тебе на забавата. Да е. Добро. Ајде доврши се договори. За насловната доврши си го, значи. Не, зборам за наслов. Например, еве за Плейбој беше интересно. Девојка ја вика, кога требаше да се отвори, требаше ние да го преземеме, го носеше тука некој, па ни го понудија на нас. И викам колку ги плаќате девојките? Вика 20 евра. Викам, 20 како бе евра за насловна. За наслов на 20 евра, вика, и тоа е вика како само за такси да дојде за превоз. Зашто викам плаќаш ти 20 евра? Е прашав, демек се соблака гола женава, ти продаваш како 20 евра плаќаш. Боже. Па знаеш колку тезги она ќе добија кој има на наслов. Аха, демек. Тоа е нашата филозофија. Дојди ти кај мене во емисија, тоа е обостран корис, тоа е На пример, обострано, меѓутоа Сериозно? сега треба веќе, знаеш, познативе личности кај нас веќе сватија дека тоа многу не им носат. Да речеме сега еден Инстаграм може многу повеќе ти донесе него насловна страница. Фала Богу.
Ама треба да го знаеш да го работиш и тоа. И затоа, например, пост сега, ние сме имале ситуации каде што постови сме продавале и за 1000 евра, и за 400, и за 50 евра. Вау, поише од Playboy. И има кај нас инфлуенсери кои стварно грдно заработуваат пари. Има. Тоа има, да. Тоа е многу... Ама не значи дека тие се славни личности. Не значи дека славни, ама се познати. Познати се добро. Јавни. Ама дали значи дека се квалитетни луѓе? И тоа не значи, меѓутоа, гледај, има некои принципи и во новинарството. За насловна страна кога ставаш, посебно у свет кога бевме, ние имавме едни правила, тие 8 правила, Кои каде беа? што, например, па не знам, дека политичар помогу ќе ти продаде од спортиста кога ставиш на насловна. Позната Чекам, личност што е пејачка, дека повеќе ќе ти продаде од позната личност жена што е на телевизија. И сигурно голи гради ќе продадат поише од Не мора да покриени значи. гради. Не мора да значи, али најмногу од све продават мртви звезди. Леле. Да, тоа е правило. Мртви звезди, да. Значи, Тоа помени се место. Овој со попот, овој со мртвите звезди. Да. Боже. секогаш кога се пишувало во светски рамки за мртви звезди, тие тиражи биле најпродавани. Не знам, починал Џон Лено, не знам, губиле овој, губиле оној. Тие, например, еве, не знам како да спомнам, ние у просек продававме, да речеме, околу 17.000 примерока неделно. Кога ќе умре некој? Не, За жив. реално, кога се продававме цеци и меци, 17.000 продававме во недоброто време. Почина Тоша Проевски, ние продававме 65.000. И ние никош не сме го штампале вестникот тоа 65.000. етика ли е, И србите, или што е? србите одгоре ни рекоа, слушај Александар, овој ќе опечатуваме пута 10. Викам, како бе, викам, ние 17.000 сме. И тогаш ни ја кажа, уствари теоријава. Денеска, гледам кога ќе собива текстови, например, починал тој или овој, тие се најчитани. Значи, за жал, еве, јас порталот што ги имам бавење здраве и други што ги гледам портали, изминатите 5 години најчитана вест на сите портали била дека починал Драган Вучич. За жал. Добро, еве, дали го делиш моето мислење дека и пославни стануваат од кои ќе починат? Тоа е веќе е за Аце, грена. И тоа, Дај да вишаш следната тема Сакам да за кажам дека живите има да правила, има некои зборуваме. правила кои што Добро. функционираат и кои што треба секој што работи таблоиди да ги знае. Добро. Секој што работи Инстаграм треба да знае. Значи Дај на да Инстаграм сега ти можеш бидеш многу успешен да ги искористиш и своите мани. Ако успеш своите мани да ги искористиш, ти ќе бидеш позната звезда. Значи ако си дебел, напред си уште Ама подебел. добро, не, мислам, Не е битно понекогаш не е убаво, баш заради тоа што викаш, секој може да биде познат и сега некој кој што градел кариера, кој што ете нема скандали, да биде кој што славен. се е славен, меѓутоа нели не е фер во прв Ама не е ред да долгорочно, доаѓаат да. овие. Има луѓе кои што намерно ги прават скандалите, на тој начин доаѓаат до слава и постојано се со скандали, меѓутоа пак е тоа краткорочно. Да си звезда, треба да си наврва долгорочно и нели да Ама па тие еве што викам многу заработуваат сега. Некој со својот успех, со се што направил, на пример не може да си дозволи овие тука ќе се испрчат со не знам какви коли, со не знам сати, со не знам торби. Нели понекогаш тоа фрустрира за човек кој што обстанал толку долго да не може да си дозволи. Истражување меѓу Джокси? младите до 18 години. Што Чекај сакаш да да ми кажеш, пораснеш кога ќе Джокси. бидеш, рекле сакаме да бидеме славни и познати. славни, да. Джок се нели фрустрира кога ќе видиш вчера се испилило, сега тука со коли, со не знам часовници, со сето тоа, а ти со толкава кариера, на пример, не можеш толку многу да си дозволиш затоа што цениве како што рече се во плафон. ма не, баш тоа е за мене најнормално. Нема што да ме фрустрира. Ти го одбрале таков начин за да се докажат некому дека нешто вредат. Како што кажат, цеце, ќе вреди онолку колку што Аха, инстант звезди. ќе му држи акалот. Така? Трајните си имат континуитет. И тој континуитет него со својата работа го одобрува публиката. А она што ти е краткотрајно, шо тоа? Она да, ќе земе сега 5-10.000 евра. А до година? 20. Значи треба да прави пак скандал. И влезе у скандал во скандал. Ја не можам да замислам таков живот. Затоа што јас сосема на друг начин тоа го разбирам. Создавам нешто и јас прво да бидам задоволен. Тоа јас што ќе бидам задоволен го ставам низ филтер. И ми тлее тоа, може би месец, два, може би година. Додека него не се решам да пуштам во јавност. Ама тоа е погрешно. Еве, ќе ти каже експертот. Јас тоа така го правам. Јас така правам. Денеска толку е брзо што ако ти во моментот
Например, кризен пиар кој учевме, не знам, банка, ти треба да имаш спремно во фиока и треба во рок од 24 часа Ако да ти одговориш. ограбат банката, да знаеш Да што да одговориш, кажеш. за 24 часа ти е спремен одговорот, не знам, за грабеж, за ова зона. И сега тоа се сведе на 10 минути. Така. Одма директно, да. Да. А кажи ми во однос на демантите, дали е подобро да се демантира и да речеме во кој рок да се демантира, ако нешто сакаш да демантираш како звезда, дека не е точно. Побрзо, што тоа се шири. Ние имавме немаме сега деманти толку колку порано. Добро. Имаше една ситуација, пееле на некоја свадба, не знам, од филхармонија луѓе. Добро. Ние пишуваме, ни го праќаат пиар текстот, се водат филхармонија, затоа што ние. некој друг го пренал текстот, деме како ви од филхармонија свират на тезга за Сват. на цеца. И сега уствари било идејата дека таму си ги ангажирал он човек по човек, сагаш лично им се вувал од филхармонија, не била ангажирана филхармонијата. Него тие свиреле во филхармонија. Да, тие свирал во филхармонија, ама овој си ги ангажирал посебно, да речеме, и се он пишал, ама не се тие филхармонија, туку тоа се луѓе од филхармонија да демантирате, да пишете текст. Ајде викам пратете што за да демантирате. Пратија следниот ден. Потоа беше објавено, прочитано, искликано. И толку, значи, Глеј, на денеска кого луѓето- повеќе му веруваат, на демантот или на првата вест? па и на Демантот првата не му вест. верува. Глеј, денеска На ние првата гледаме вест, што зборат луѓето. Не гледаме кој збори. Така. Пуштајте малце реклами за пауза. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме, нормално потврда за тоа дека има емисии, има луѓе кои што плаќаат за да им дојдат гости, еве. Јас не плаќам, меѓутоа од задоволство, затоа што сте супер гости, имате подароци од нашите драги пријатели и секако имате вредносен ваучер. Некои банки, обично банките земаат пари, оваа банка ви дава пари, вредносен ваучер од 1000 денари. Благодариме. Од Халк банка, значи ќе Привилегирани, а? добиете сите, да. Оние кои што имаат сметка, ќе им ги достават на сметка, оние кои што немаат, Повелено. ќе им отворат сметка во банката. Гледате како сум фина? Гледаш ли Наков? Значи ќе ме ставиш на насловна страна, те молам да сум жива. Ако може. Значи, Наков, што треба јас да направам за да бидам на насловна страна? Во цифри? На во цифри. Се говориме. Не, гледај. Пред народ кажи, вака, да собираме. Значи не продаваме ние, например, насловно што ти сакаш да бидеш на насловна. Значи Не продавате така? така не ги продаваме, се ти едноставно сакам на насловна. Значи продаваме на компании, у смисла ти имаш производ нов, па сакаш да се појавиш да го промовираш тоа, да, и некој сега се појавиш ти не. 10.000? 20.000? Може. Знаев. Мислам да фатиме да се забуткаме во студијово. Да поработиме малце. Да. И ти сакаш да насловна? Не, веќе ама за цена после емисијава ќе се договориме. Научи Сега Више јас како се иде договори бизнес. 20, ти мораш поише. DJ Бабура, заради тоа што нели во наследство го доби името, дали тоа носи поголема одговорност или пак не знам некаква привилегија е тоа? Види, Ти беше мене ме Чичко, прашуваш, така? да, Да. Чичко на татко ми брат, да ги прашаш другите ќе кажат дека е лесно, али мене кога ме прашуваш воопшто не е лесно. А зошто не стави друго име или тоа ти беше некако? Па не, Некако да бидам искрен, ветување. пред 16 години, пред да почнам, мене ми беше битно да почнам, ја воопшто не размислив на името. Нели, пријателиве, другариве веќе разбраа дека, нели, мислам, они веќе години наназад, јас толкацок бев кога се плеткав у градиште, нели, у диџеј кабина, со сите тие прашања што се копчиња. Најпрвин другарите, нели, почнаа Бабура Мали и тоа баш беше во Скопско кафуле пред да почнам да пуштам музика. Мојот Чичко ми доаѓа и ми вика, чекај, вика, тебе ник не имат како ти е? Викам, па не знам, како ве не знаеш? Вика, во мало другарите како те викаат? Викам, Бабура Мали, кој ти дава тебе, вика, музика, кој те учи, викам, ти? Значи со негово Да, одговорување. вика, ти си Бабура Джуниор. Ја да ти кажам наискрено, па мислам дека 2-3 недели ниту спиев, ниту јадев од возбуда, од мерак. Да, ето е. Така да, подоцна доаѓаат тие нели муавети како нели од зборувале надвор, демек лесно му е на него, натацна му е све. Само што можам да кажам многу малку од луѓето разбираат колкава тежина има тоа за најдобриот диџеј во Македонија, ти да го наследиш името и на грб да го носиш. Така. Светле, дали тежина носи вашата керка, значи Моника, буквално кога ќе се појави, сега нели влегува и веќе и во водителските води,
Ви кажували дека е потешко или викаат ајде тебе ти е лесно црнокрак, ти се мајка и татко? Па да бидам искрена, Моника е толку скромна, дури има ситуации кога не го кажува през името и чива кирка, еве тоа имавме случај. така. Она сама се запиша на факултет на науки, студираше сама и кога дојде дипломска да дипломира, професор еден, Мики, па кирка ти што не кажавте вие дека е кирка ти, онака ние знаеш да. Па требаше, зошто? Мислам, она не знам, некако сама се труди да си ја гради својата кариера, да се не го користи нашето презиме, Кога ти речат малку ми личиш на Светлана? Добро, со тоа се горде, да, веќе нели на своите родители. Зошто Светле нема више избори на мис, па ние не знаеме која е најубава во Македонија? Тоа е долга приказна. Тоа Мики нека ви гостува во емисија, ќе ви раскаже поопширно. Јас знам зашто Мики не организира, он сака жена му да остане најубава во Македонија, да се ја носи титулата и нема више поубава. Не, за жал, мислам, за жал ги нема тие веќе избори на убавина, ги нема, не знам, многу се сменија, многу луѓе се сменија, девојките се смени професионал, нема веќе професионализам, нема финансиски средства, така да се е некако. Добро, на крајот да заклучиме, привилегија е да се биде јавна личност или па е напор? Две работи. Напор или привилегија? И да затвараме? Кај нас? Да. Напори. Напор? Привилегија. Привилегија? Напор. Напор? Привилегија? Добро. Па значи имав привилегирани гости. Ви благодарам многу. Реков подароците, значи ќе си ги носите дома. Благодарам многу. Ви кажав и за ваучерот, тука некаде ќе ги поздравам нашите драги пријатели од Универзитетот Скопје и секако од Newborn Clinic. Значи ја гледате емисијата до крај за да го демантираме Александар Наков. Ве поздравувам.